Пелистер по статниот пораз успеа да врзе 3 победи во серија, откако битолчани го совладаа и Борец со 33-29, иако без Филип Лазаров битолската екипа беше надмокна во текот на целиот надпревар и стигна до заслужена победа. На полувреме предноста за домашните беше 18-11, а во второто полувреме продолжија во исто темпо и во неколку наврати имаа +8, но сепак и гостите погодуваа за разлика од првиот дел, па во финишот стигнаа да намалат и на -4, за мечот да заврши со 33-29. Најдобар поединец во победничкиот тим беше левиот бек Тејмура Сорјоникидзе со 9 погодоци, додека десниот бек Михајло Митич даде 8 голови. Господине Лушовски, најпрво честитки за победата, може да се каже еден лесен надпревар за Пелистер, иако можеби не се очекуваше да биде така на почеток. Еден ваш коментар за надпреварот. Добро, во секој случај планирани 3 бода, мислам дека Пелистер, тимот кој што го состави оваа година, без разлика што четворици играчи го напуштија тој тим, треба да победува барем на домашен терен. Јас кажав дека за нас е приоритет да бидеме до плейофот во првите 4 екипи. Мислам дека таа цел ќе оствариме. Пред нас престои работа, не сум задоволен од она како моите ракометари играа во второто полувреме. Да бидам искрен и во првото, значи не може гостинската екипа да се осеќа лагодно во Битола. Не знам зошто ракометарите играат во грч, значи второто полувреме како што видовте го загубивме со 3 разлика. За мене тоа е недопустиво, поготово кога се игра во Битола. Доста неодговорно од некои поединци, меѓутоа престои работа како што реков и на добар пат сме да ги оствариме целите кои што ги зацртавме пред сезоната. Така и само би ве прашал кратко колку заминувањето на Филип Лазаров е удар врз амбициите на Пелистер сезонава. Па добро, да бидам искрен, некои работи не се како што треба во клубот, значи имаме финансиски проблеми, знаете дека спонзорот во последен момент откажа. Не сме земале, да кажам, нити една плата до сега цела. Се надевам дека брзо ќе дојде промена на локалната самоуправа, дека луѓето, знаете дека клубот е општински, ќе имаат малку повеќе слух и приватниците во Битола, дека еден гигант како што е Пелистер не сме да биде оставен само на општината. Да не испадне дека се жалиме, меѓутоа работиме исто како да е се нормално. Имаме големи проблеми, не се направил таму ребаланс на буџетот, немаме ставка како да земеме пари, меѓутоа тоа е што е, тука сме, ќе работиме, додека сме тука со Господ напред, па ќе видиме како понатаму. Да бидам искрен, имаме големи проблеми, затоа е заминувањето на Филип Лазаров, значи човекот имаше примамлива понуда, овде е неизвестно, секој ден не се знае, значи така да мораше да го ослободиме и да секако дека многу ќе недостасува. Филип Лазаров е македонски репрезентативец, играч кој што ја знае филозофијата ракометна која што јас ја барам, ќе беше од голема помош во Пелистер, меѓутоа тоа е што е, да се надеваме на подобри, пред се финансиски времиња во Пелистер за да можеме да се надеваме на она што некогаш Пелистер беше. Мене ми е жал што во моментот е така, меѓутоа ние се трудиме, ентузијасти сме, работиме секојдневно да го вратиме Пелистер на старите стази. Пелистер со 3 победи и 1 пораз, оној на гостувањето кај Радовиш, се наоѓа на првото место на табелата, а во наредното коло му гостува на екипата на Прилеп.